Знаете што е народен правобранител првен? Тој што брани правата на луѓето. Да. Од ова го претпостави од самото име народен правобранител или има слушнато за нас? Од името, браво. Точно, народниот правобранител ги брани правата на граѓаните кога истите му се повредуваат од страна на власта. Значи, сите тие органи на власта кои што се на државно или на локално ниво, ако му се повредуваат правата на граѓаните, нашата институција е тука за да ги заштити. Сме дојдени за да го видиме народниот правобранител и за да знаеме како тој ни помага нас да ја заштитиме животната средина. Со животната средина е едно од најбитните прашања на кое што народниот правобранител посветува посебно внимание. Заради тоа што животната средина директно влијае не само врз околината во која што живееме, туку и врз самата здравствена состојба на нас самите, на граѓаните. И затоа ние сите заедно треба да превземаме мерки и действија таа животна средина секогаш да ја чуваме, да ја заштитуваме и да ја унапредуваме. Како се повредува правото на животна средина? Знаете? Јас мислам дека се повредува со загадување на природата. Како може да се загади таа природа? Па со штетни гасови, со отпад. Фрлајат патоци на секаде околу природата, на тревата. Така. Горење на водата. Да, на водата, на реките. Се загадува животната средина кога несовесни граѓани фрлат ѓубре во, например, во нашата река Драгор? Да. Се загадува животната средина кога наместо во контејнер ѓубрето го фрламе до контејнер или на улица? Да. Значи, повреда на животната средина не е само она што визуелно ние го гледаме или го мирисаме. Од ѓубрето и го гледаме и го мирисаме. Значи, повреда на животната средина се врши и со она што не го гледаме. Например, дали гледаме и мислам дали нешто видливо чувствуваме кога се загадува животната средина, например, ете во нашето обкружување од регбито. Да. Го гледаме? Да. Како мислиш го гледаме? Јас мислам дека во рек додека се произведува електрична енергија, штетните гасови излегуваат низ оѓаците. Ние бевме рек, видовме и ни кажа таму човекот таму, мислам, Да. дека се ставаат се повеќе филтри за да се отфрли, за да се зачува Да. штетни Но гасови. сепак има уште штетни гасови. Не можат се да ги се. Так. Ма дали ги гледаме, прашам? Не, значи загадувањето на животната средина Те се во се воздухот. врши и нешто и на начин што ние како со нашите сетила не можеме да го видиме. И затоа се врши и со буџава и со штетни гласови. И миризбата. И со миризбата исто така влијае штетно врз нашето здраве. Се народниот правобранител тука превзема мерки, меѓутоа се уште не е задоволен од мерките кои што се превземаат на ниво на држава или на ниво на локална самоуправа. Заради тоа што народниот правобранител смета дека органите на власта треба да превземат многу поефективни и ефикасни мерки за да се заштити животната средина. А на што најмногу се жалат граѓаните? Најмногу се жалат на гласната музика, на бучавата што ја создават овие занаечите што се околу нивните домови и се жалат на отпадоците кои што ги оставаат соседите во нивните дворови или во близина на нивните дворови или на улица. Дали приходот што граѓаните кога што го плаќаат за тоа што го направили, дали може да го надокнати тоа што се случи во природата?
Не може, далеко од тоа. Зато народниот правобранител постојано повикува на превенција, на превземање на превентивни мерки. И постојано во своите годишни извештаи, кои што ги доставува до Собранието на Република Македонија, секогаш бара да се во образовниот процес, како што е кај вас, од најрана возраст, да се воведи систематско наставна програма за значението на животната средина. На тој начин народниот правобранител смета, кога вие како деца од најрана возраст, кога ќе се стекнете со сознание за важноста на животната средина, со самото свое растење, ќе знаете да ја цените незината важност и кога ќе порасните, секако нема да фрлате ѓубре во реките, по улиците, ќе внимавате на нивото на бучава, на миризбата, утре други ден ќе бидете директори на некои стопански објекти и тогаш нема да дозволите на вашиот стопански објект да имат филтри кои што ќе штитат, ама самите ќе бидете свесни дека недоволно штитат. Напротив, ќе си превземате соодветни мерки и на околното население ќе му овозможите живот во непречена средина со ставање на филтри со кои што 99% воопшто не се произведени филтри кои што 100% ќе зачувуваат здравата животна средина, односно ќе го спречуваат истекувањето на штетните гасови во воздухот. Дали некогаш сте имале тежок проблем за заштитување на животната средина? Дали сме имале тежок проблем? За жал не, а не дека ги нема. За жал не, меѓутоа народниот правобранител постапува по иницијатива. Значи, пред народниот правобранител треба да се поднеси представка за народниот правобранител да превзема соодветно дејствие. Затоа народниот правобранител постојано присуствувајќи на обуки, на семинари, на тркалезни маси, на секој ниво, секаде оному каде што ќе биде повикан, постојано зборува за важноста на животната средина и за почитување на закон.